Во новото издание на DigiPlus ви ги пренесуваме сите главни новитети на WWDC 25, големиот настан на Apple. Потврдено, првиот преносен Xbox доаѓа и изгледа мокно. Премиерата за најголемата авантура на Nintendo, филмот инспириран од играта Легендата за Зелда, поместен за 2027. Ги имаме сите детали. Гледајте не до самиот крај. Евене, во ново издание на DigiPlus, во кое со нетрпение очекуваме да ви ги пренесеме големите новини од Apple и Nintendo. Веднаш завземете позиција и останете пред ТВ екраните до самиот крај. Денес е денот што љубителите на технологијата, креаторите на иднината и милиони развивачи од целиот свет го чека со нетрпение, а ве водиме на спектакуларниот настан WWDC 25 директно од Apple паркот. Со години овој настан е символ на иновација, креативност и визија. Во следните денови Apple ќе ни ги открие најновите верзии на своите оперативни системи iOS 26, macOS, Tahoe, watchOS 12 и многу повеќе. Очекуваме и нови AI алатки, нови можности за апликации, изненадување за Vision Pro и секако оние моменти што го именуваат правилата на играта. Ние сме тука да ве водиме низ секоја иновација, секоја анализа и секоја технолошка магија. Добродојдовте во WWDC 25, каде технологијата не само што напредува, туку и се трансформира. Во следните неколку минути ќе ве водиме низ најголемите новитети што Apple ги представи оваа година. Од нов дизајн на корисничкиот интерфејс до револуцијата во комуникацијата и функционалноста. Ова се iOS 26, macOS, Tahoe, watchOS 12, visionOS 26 и уште многу повеќе. Започнуваме со нешто визуелно спектакуларно, новиот Liquid Glass интерфејс во iOS 26 со динамични течни рефлексии и длабочина што реагира на светлината и движењето. Оваа визуелна еволуција ја прави секоја интеракција со iPhone поинтуитивна, живописна и жива. Контролниот центар доби нов редизајн, флуиден, прилагодлив и поинтелигентен од кога било досега. Apple оди чекор понатаму, обединувајќи ги сите своји оперативни системи под изброј верзија 26, iOS 26, macOS 26, Tahoe, watchOS 26, iPadOS 26, tvOS 26 и visionOS 26. Еден унифициран систем, една визија, континуирано и поврзано корисничко искуство без разлика на уредот. Заклучениот екран добива нов живот. iOS 26 воведува динамични заклучени позадини, прилагодливи, интерактивни и синхронизирани во темата, времето или активностите. И да, веќе може да го направите вашиот заклучен екран лично платно за изразување. Во автомобилот иднината веќе пристигна. Новиот CarPlay Ultra носи поширок интерфејс што го зафаќа целиот дисплеј на возилото, со можност за прилагодени контролни табли, нови визуализации на возилото и Siri интеграции директно на екранот. CarPlay сега не само што е додаток, туку и сршта на дигиталното возачко искуство. Messages апликацијата добива уште една визуелна надградба. Анимирани позадини за пораки. Од ефекти кои реагираат на емотикони до визуелни теми што се синхронизираат со музика и движење. Разговорите никогаш не изгледале вака добро. Групните разговори стануваат попаметни, со вградени анкети. Организирате излегувања, донесувате одлуки или гласајте за омилен филм.
се тоа без да напуштите разговор. И новиот дизајн на групните пораки прави да се чувствувате како во мал виртуелен простор за тимска синергија. Зборувате слободно каде било во светот. iOS 26 воведува Live Translation директно во системот, овозможувајќи превод на реална комуникација, во пораки, повици, па дури и при лични средби преку камера. Универзалната комуникација е веќе реалност. WatchOS 12 добива паметна трансформација со новиот Smart Stick 2.0. Контекстуално релевантни информации се прикажуваат кога ви требаат, било да е време на тренинг, состанок или длабоко дишење. И во новите Watch Face-ови, вашиот Apple Watch навистина станува личен асистент на зглобот. По светот на забавата, Apple TV Plus не заостанува. Најавени се нови сезони, документарци со Dolby Vision и ексклузивни интерактивни содржини кои може да се синхронизираат со други уреди. TV Plus е повеќе од стриминг, тоа е искуство кое ве вплеткува. macOS 26 тако го прави десктопот жив. Со Live Activities можете да следите настани во живо, достави резултати од надпревари директно од менито, без да отварате апликација. Работите, а светот нека ви биде на дланка. Spotlight станува паметен детектив. macOS 26 воведува визуелно пребарување, препознавање на објекти од слики и природен јазик за пребарување. Како покаже ми документ од проектот што го пратив минатиот четврток. Да, толку е паметен. Новиот Actions овозможува да извршувате автоматски задачи со еден клик. Претвори PDF, испрати документ, постави на iCloud само од контекстуално мени. Брзо, интуитивно и мокно. Во просторот околу вас, виджет сега пристигнуваат и во Vision OS 26. Лебдечки информации, интеракции со глас и движење и персонализирана виртуелна работна околина. Vision Pro станува секојдневна канцеларија и уште многу повеќе. И конечно, iPad OS 26 ја брише границата меѓу таблет и компјутер. Нови мултитаскинг опции, подобрено drag and drop искуство и професионални апликации како Final Cut Pro и Logic со нови AI помагала. И iPad станува целосна креативна машина за секого. WWDC 25 не е само преглед на нови функции, тоа е прозорец во иднината што ја создава Apple ден по ден, линија по линија, код по код.
И ова е само почеток. Подгответе се за новото поглавје. Колку овие промени ќе бидат прифатени со воодушевување, ќе дознаеме кога ќе бидат имплементирани, но на прв поглед изгледаат супер корисни за нашето секојдневие. Геймери, ви спремивме нови информации за вас, но веднаш после рекламите. Се гледаме за кратко. Еве не назад, време е да продолжиме со гейминг минутите и новитетите за сите геймери. Сите фанови на Xbox конечно имаат причина да бидат задоволни. Microsoft и Asus ги здружија силите и го направија првиот преносен Xbox. Изгледа навистина мокно, а во тоа ќе се увериме сите. Гласините конечно добија потврда. Microsoft и Asus здружија сили и го направија првиот преносен Xbox уред, и тоа во две различни верзии. ROG Xbox Ali и ROG Xbox Ali X. Ова партнерство го обединува геймерското наследство на Xbox и хардверската моќ на Asus, со цел да се донесе врвно гейминг искуство во пренослив формат. Првата верзија, ROG Xbox Ali, е насочена кон пошироката публика и ќе работи со AMD Ryzen S2A процесор, доволно моќен за стабилно играње, но со нешто поограничени перформанси. Од друга страна, премиум моделот ROG Xbox Ali X доаѓа со значително понапреден хардвер, предводен од AMD AI-72 Extreme Chip процесор, дизајниран за гейминг на повисоко ниво, со можности кои ќе им се допаднат и на професионалните геймери. Со новиот уред, Microsoft представува и целосно редизајнирана Xbox апликација, која ќе служи како главен хаб за играње, комуникација и поврзување со други уреди. Апликацијата возможува безпрекорно префрлување меѓу платформи, што значи ќе можете да започнете игра на преносливиот Ali, па да продолжите на вашиот Xbox или PC без прекин. И двата модели ќе располагаат со екрани од 1080p, што значи мазна слика дури и при најинтензивните сцени, слично на постоечкиот Asus ROG Ali X дисплејот, кој што ветува врвно визуелно искуство. Иако континуиран датум на издавање се уште не е објавен, потврдено е дека уредите ќе пристигнат до крајот на 2025 година. Според првичните шпекулации, цената на премиум моделот ROG Xbox Ali X би можел да изнесува околу $800, додека основната верзија би била поевтина. Со Ali и Ali X, Microsoft ја отвара вратата кон мобилниот гейминг пазар, и тоа со сериозни амбиции. Во комбинација со Xbox Game Pass, моќен хардвер и интуитивна софтверска површина, овие уреди имаат потенцијал да го редефинираат начинот на кој играме игри.
Најголемата авантура на Nintendo ќе почека уште малку. Филмот, инспириран од играта која што освои многу генерации, сега добива нов датум. Одложувањето на легендата за Зелда го помести датумот или филмот во 2027 година токму на местото на поранешниот Avengers блокбастер. Зошто токму тогаш, кој стои за проектот и што веќе откри режисерот за стилот, амбицијата и приказната, ги откриваме сите детали за најочекуваната филмска адаптација во светот. Се разбира, гледаме во продолжение. Некои приказни се премногу големи за да останат само во светот на видеоигрите. Некои херои не припаѓаат само на пикселите, а некои легенди се наменети за големото платно. И кога ќе го споменеме името Зелда, не зборуваме само за уште една игра. Зборуваме за мит, за авантура, за генерации фанови кои пораснаа со Линк, принцезата Зелда и Мокта на Трифорсот. И конечно, долгоочекуваната адаптација доби датум. Но не се оди според планот. Nintendo официјално објави, премиерата на играниот филм Легендата за Зелда е одложена. Првично најавениот 26 март 2027 се презакажува за киносалите на 7 мај 2027. Иронично, тој датум претходно беше резервиран за уште еден одложен блокбастер. Од мазници, Тајните војни, од Марвел. Од Nintendo не споделија точна причина за промената, но се укажува на стратегија. Март 2027 требаше да биде препол со конкуренција. Sonic 4, Godzilla против King, Супернова, па зошто да се втурнат во таа битка кога мај нуди слободна патека за слава. Иако филмот беше најавен уште во ноември 2023, се уште знаеме малку за приказната и нула за актерската екипа. Но знаеме кои стојат за сцената. Шигеро Мијамото, таткото на Зелда, е копродуцент од страна на Nintendo. На него му се придружува Ави Арат, поранешен продуцент на Marvel Studios. Продукцијата и дистрибуцијата ги презема Sony Pictures, а режисер е Вес Бол, човекот за новиот Кралство на планетата на мајмуните. Сценариото го пишува Дерек Коноли, познат по светот на Јура. Вес Бол веќе навести дека филмот нема да биде само бајка со целосен CGI во интервју во мај 2024. Сакам ова да биде вистински филм, сериозен, реален, но и полн со фантазија. Филмот кој ќе им понуди на луѓето бегство, но што изгледа вистинито. Очигледно нема да гледаме уште една карикатура, туку визуелно зрел и епски свет. Со помалку од 2 години до премиерата, љубителите на франшизата остануваат со едно прашање. Ќе успее ли Легендата за Зелда конечно да ја разурне клетвата на филмските адаптации од видеоигри? Или ќе остане уште еден неуспешен обид? Одговорот ќе го дознаеме на 7 мај 2027. The legend says that once every 1,000 years, a hero is born who is destined to change the fate of the entire kingdom. And then, dawn once again illuminates Hyrule. The wind carries the scent of spring, and even the stars in the sky seem to shine brighter. Hope blossoms in the hearts of the people, but the wind of change is already calling. Link, destiny has chosen you. I'm ready. Do you know what sets a true hero apart from someone who merely picks up a sword? Because a hero is not someone who feels no fear. A hero is someone who refuses to let fear control them. This is the legend of Zelda. Ке треба да причекаме 2 години за да го погледнеме овој филм во кината, но во меѓувреме можете да дзирнете што се нуди новиот Nintendo Switch.
А што се нудавме ние денеска, доколку нешто пропуштивте, ќе пронајдете, се разбира, и на нашиот YouTube канал DigiTV МК, таму ги имате сите емисии, исто така следете на сите социјални мрежи и не заборавајте да сурфате и да читате, а и гледате преку нашата веб страница digitv.mk. Се гледам и следната недела на Телново 13. Следете и репризата и останете во добро здравје. Чао!